Владините одлуки направија 12.000 градежници да останат без работа, да сменат професија или да си го бараат спасот надвор и да градат и создаваат во туги економии. Работниците и работодавачите обединети против градежната политика на власта, за која велат дека е погубна. Иван Пешевски од Синдикатот за градежништво смета дека владата мора да си стави кочница, бидејќи ако останеме без градежници, ќе останеме и без држава. Домашните компании го губат пазарот стриктно поради лоши владини политики во изминативе 5 години. Не беше помалку сјајна состојбата и во подалечното минато, бидејќи до ден денеска, поради лоша администрација и менаџирање, останавме без автопат Кичев-Охрид, а го надплативме. Сме задолжени до наше седмо колено да ги враќаме тие средства, а сега правиме нов договор во 4 очи во влада, каде што ќе кошта преку 2 милиарди овој пат, односно овие 4 делници, и повторно предупредуваме дека можно е да не исполнуваат услови нашите компании кои што изгради оваа држава. Работниците ја имаат поддршката и од работодавачите. На заедничката пресконференција заедно со Сдруженијето за градежништво од Стопанската комора вела дека поради лошиот владин менаџмент во овој сектор пропаѓаат успешни македонски градежни компании. Оттаму алармираат дека за најголемите градежни зафати кои ги спроведува владата во моментов, македонските компании како да не постојат, поучествуваат со само 4%, додека пак странските се ангажирани за дури 96% од работата. Ова одлевање на работници е токму последица од системско нерешавање на проблемот или од политиките кои ги преземаше владата, а тоа е социјална политика, а не развојна политика. Сите оние закони кои ги доведе, сите оние иницијативи кои ги спроведе во рамки на таа социјална политика, видовме дека доведува до тоа да работниците не се задоволат, да работниците немаат оние услови кои што таа социјална политика ги предлагаше. И работниците и работодавачите согласни, бараат итна средба со владата на која ќе го презентираат планот за спас на градежништвото кој го изработиле. Инаку градежништвото беше еден од главните двигатели на македонската економија, но сето тоа се смени во последните 5 до 6 години. Според последните податоци на државната статистика, лани секторот забележал пат од 8,4%.